Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Мирен протест на родители против законот за учебници пред Тетовската општина. Лекарите советуваат граѓаните кои примиле вакцина да не се опуштаат целосно и да продолжат да ги почитуваат мерките за заштита. Талентираните музичари од тетовскиот бенд Stonehenge ќе го промовираат својот прв албум во Тетово, Гостивар и Скопје. Мирен протест на родители и деца во рамки на граѓанската иницијатива Ученици и настава мора да има се одржа пред општина Тетово. Побараа хартиените учебници да останат во употреба, да се креираат протоколи за одржување настава со физичко присуство и да бидат консултирани за идните реформи. Овде сме денеска собрани од различни националности, религија, вера. Тука сме за иднината на нашите деца. Реформи да, потребни се. Вистина е дека децата се преоптоварени со непотребни информации кои се дел од моменталните учебници. Но откажувањето на образовниот процес, воведувањето на целосна дигитализација, кратење предмети, историја, работа со компјутери, англиски јазик, а посебно мајчин јазик и отфрлањето на учебниците и нивна замена со дигитални уреди и некакви замислени интерактивни часови не се решение за напредок во образованието на децата. Тука има родители кои не спаѓаат во ранливи категории, па сепак едва и врзуваат крај со крај за да го поминат месецот. Особено откако повеќе наши сограѓани се ситно погодени од пандемијата. Дали министерката е запознаена со моменталната цена на уредите во ИТ, маркетите? Дали знае дека таа цената на лаптопите е дупло поскапа откако нашите деца почнаа со онлайн настава? Што е со родителите кои имаат по 2, 3 или повеќе деца? Дозволен период од година и пол беше пандемијата, која ни покажа и докажа дека на овој начин не можеме сите да функционираме. Дајте да изнајдеме заедно реформи кои ќе ги накренат учениците после овој тежок период, да им влееме желба за учење, читање и пишување, а не целосно да ги дигитализираме. Граѓанска иницијатива, учебници и настава мора да има. Нашиот предлог барања се следните. Хартивните учебници задолжително да останат во употреба за сите оделенија во основното и средното образование. Под 1. Под 2. Да се креираат протоколи за одржување настава со физичко присуство во услови на пандемијата. Под 3. Задолжително учество на представници од групата и од граѓанскиот сектор во работна група на измени во законот и за било какви реформи во образованието. Во пунктовите за масовна имунизација и во здравствените домови низ градовите во земјава тече процесот на вакцинација на населението против коронавирус. Лекарите советуваат граѓаните кои примиле вакцина да не се опуштаат целосно и да продолжат да ги почитуваат мерките за заштита. Месеци и половина се одвива имунизацијата на населението против ковид во земјава. Процесот започна со највозрасните граѓани во здравствените домови низ градовите, а потоа беа отворени и пунктови за масовна вакцинација, каде се опфаќаат и помлади лица. За лекарите нема дилема дека вакцините се спасот од пандемијата и тие секојдневно апелираат граѓаните да се вакцинираат. Сепак советуваат и лицата кои примиле вакцина да продолжат да ги почитуваат мерките за заштита и да не се опуштаат целосно. Научни студии покажале дека по вакцинацијата преносливоста на вирусот се намалува, но досега не е докажано дали тоа е доволно да се спречи пренесување од вакцинирано на невакцинирано лице. Исто така на организмот му треба време за да изгради имунитет, 4 до 5 недели по првата доза и најмалку уште 1 недела по ревакцинацијата. И вакцинираните треба да носат маски, а по примање вакцина им даваме уште неколку совети.
вели доктор Дафина Богдановска, одговорна во вакциналниот пункт на здравствениот дом во Гостивар. Што ги советувам? Да си носат маска и понатака. Значи, вакцината не штити 100%, мислам са познаени се сите. Вакцината сепак, како да ви кажам, оној начин на живот што сме го имале, веќе некако треба да го заборавиме. Нашата лична заштита на нашите најблиски е на прво место. Носењето на маска, миење раце. Потешка работа треба да се одбегнува после примање на вакцина. Се препорачува и да се воздржат од пиење на алкохол. Во глобала е тоа све што не треба да го прават граѓаните. Мислам, од кој ќе примат вакцината. Интересот за вакцинација секојдневно се зголемува, оценуваат од Министерството за здравство. Досега преку веб платформата Вакцинација МК се пријавиле над 346.000 граѓани. На вакциналните пунктови во државата заклучно со вчера вакцинирани се вкупно 203.324 лица. Ревакцинирани се скоро 25.000 граѓани. Според последните статистики, 35% од населението над 70 години имаат примено барем една доза вакцина против коронавирус. Тетовчани со своја студија за развој на туризмот на Попова шапка. Истата нуди урбанистичко и инфраструктурно решение со кој ќе се потврди дека капацитетот на центарот е огромен и ако соодветно се развие, може да биде на исто ниво со европските скијачки центри. Истовремено го вклучува и градот Тетово кој од тоа би имал огромни економски придобивки. Неколкумина тетовчани и ентузијасти изработиле студија за развој на туризмот на Попова шапка. Еден од авторите, Валентин Тасески, вели дека истата не е поврзана само со техничка потреба, туку поврзана е со љубовта кон планината и познавањето на скијањето, секако надополнето со урбанистичка подлога. Според него сите досегашни студии го третираат центарот доста ограничено, нивната пак носи и огромни придобивки за Тетово. Сите досегашни анализи, детални планови, студии што се правени за изработка на деталните планови велат дека максимумот е негде околу 20.000 кревети. Другите 20, 25, можда 30.000 кревети би биле во градов. Центарот може да се донесе на ниво во кое што капацитетот на скијачките жичари, ски лифтови може да достигне цифра од околу 50.000 скијачи на ден. Тасески вели дека туризмот на Попова шапка заедно со Тетово може да донесе огромен дополнителен приход како за регионот, така и за државата. 250 до 280 милиони евра дополнителен приход, да не зборувам дека тоа е инвестицијски циклус во кој што ќе градежништвото ќе биде опфатено, да не зборувам дека туризмот е гранка светски е тоа познато и не случајно сите сега се обидуваат и во услови на пандемија да го заживеат туризмот, затоа што туризмот просто ги влече скоро сите стопански гранки. Според Тасески, државата треба да инвестира во инфраструктурата и заедно со локалните власти кои треба да се погрижат за урбанизмот, да се обезбедат услови да инвестира приватниот капитал. Тешко се решаваат на дополнителни инвестиции, а уште потешко е да привлечете некој и да дојде горе без никакви скоро услови, нели? Онака како што е девастирано, да донесете некого да инвестира, а вие не сте му ги обезбедили основните услови за инвестиција. Затоа озбилноста, визијата, стратегијата на државата, која што може многу брзо да се покаже, може да привлече многу брзо приватен капитал, а истовремено државата да обезбеди и многу голем приход од инфраструктурата, затоа што повторно ќе речам, огромен дел од профитите во ски центрите, во туристичките центри зимски е токму од скијањето. Инаку за понатамошен развој на ски центарот Попова шапка требаше да придонесе и одвојувањето на Илем Турс од АД Електрани, за да може да функционира како самостоен субјект во рамки на владата. Но ова решение се уште е во фаза на реализација. Представници од Сдруженијето на новинари на Македонија одржаа состанок со снимателите од регионов. Тема на разговор беа условите со кои функционираат снимателите и предизвиците со кои се соочуваат како медиумски работници. Состанокот помина во една многу пријатна и другарска
атмосфера. Јас лично како снимател со долгогодишно искуство не сум задоволен од условите на колегите кои што работат. Значи задоволен сум затоа што се видовме, се запознавме и ми објаснивме целата ситуација што се случува со снимателската професија во државата, значи во цела Македонија, и фактички со оваа средба ги заокруживме средбите што ги направивме со сите дописници низ Републиката. Значи, за жал, ние не сме синдикална организација, статусот на снимателите дописници е од финансиска гледна точка навистина многу лош. Значи, они се сите на некои си биолошки минимум. Но, за условите на работата на снимателите, значи, за нивната безбедност, за нивната етика, имаме намера да укажеме и да направиме средби со институциите, за да истите услови да им се вратат на она ниво кое што биле пред 20 на години. Снимателите се изложени буквално на лоши услови за работа, во поглед на техника. Они се исто така веќе не се сниматели, него заедно со технологијата како што напредува, они заменуваат многу професии, дел од тие професии сега снимателите, дописници се и монтажери, истите се и возачи, истите одговараат и за тонот, и за светлото, така да тоа се едно 4-5 професии кои што веќе снимателот како единка ги обавува. Тетовскиот бенд Stonehead ќе го промовира својот прв албум кој содржи 8 песни. Заради ситуацијата со пандемијата, промоциите ќе бидат слушачки без свирење во живо, а ќе се одржат во Тетово гостивар, како и во Младинскиот културен центар во Скопје. Промоцијата во МКЦ е закажана за 28 мај. 21 ќе биде Тетово виски бар, рок. 22 ќе биде гостивар Pink Floyd. И сите промоции ќе бидат слушачки промоции, бидејќи поради ситуацијата со ковидот уште не можеме да свириме. Добро, кажи ни, најавивте промоции во МКЦ. Таму исто така ќе биде слушачко, како? Исто ќе биде слушачко со сите протоколи. Ќе биде на 28 мај во Плато МКЦ. Авторски, сите сме автори на песните. Снимено во студио 1060 кај Дени. Се водиме под Password Production. Има албумот 8 песни, од кои што едната излезе веќе како сингл. И се надеваме што поскоро ќе можеме да свириме. Секој од нас слуша различна музика, што значи има многу стилови измешани, но во главно е инди рок. Многу сме среќни што имаме можност да промовираме во МКЦ. Бидејќи до сега не сме ни свиреле во МКЦ, сме свиреле во Скопје, но МКЦ веќе е друга приказна. За сега излезе само една песна со анимиран лирик спот, но за останатите мислам дека нема да имаме и целиот албум ќе излезе на 28 мај. И на промоцијата исто, ако сакат веќе не поддржат, ќе има мрч со купување на мрчот ќе не поддржат бендот. 60 санкции за брзо возење на подрачјето на СВР Тетово. Во текот на вчерашниот ден на подрачјето на СВР Тетово спроведена е засилена акцијска контрола за санкционирање на возачи кои управуваат возило со брзина поголема од пропишаната, при што санкционирани се 60 возачи, од кои 33 на Тетовското и 27 на поширокото гостиварско подрачје. На сите прекршители изготвени им се соодветни поднесоци и ќе се соочат со законски предвидените глоби. Засилените акцијски контроли продолжуваат. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заеднички да придонесеме за побезбедни патишта. Апел до пешаците да ги почитуваат сообраќајните знаци и прописи, во спротивно може да се соочат со парични глоби. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш со апел до пешаците да ги преминуваат улиците на обележани премини, да ја почитуваат светлосната сигнализација на крстосниците и правилно да се движат таму каде што нема обликувани тротоари. На тој начин ќе придонесат за сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, додека во спротивно ќе се соочат со законски предвидените санкции со парични глоби, кои за овој вид сообраќаен прекршок се движат од 20 до 50 евра во денарска противредност.
Родителите на малолетни деца им се советува да водат сметка и да не ги пуштаат децата сами на улица, за да не се изложат на опасност да бидат удрени од некоја возило. На возачите пак им се укажува да ја намалат брзината пред пешачките премини и секогаш да им даваат предност, односно да ги пропуштаат пешаците. Недавањето предност на пешаците, според Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се санкционира со изготвување на поднесок и со глоба во износ од 200, односно 250 евра во динарска противредност. Кошаркарите на Гостивар загубија во четвртфиналето на Купот на Македонија од екипата на Евроникел со 84:75, со што го завршија настапот во ова надпреварување. Кошаркарскиот клуб Гостивар доживеа елиминација од Купот на Македонија, откако загуби со 84:75 од Евроникел од Кавадарци во четвртфиналето. Гостиварци одиграа навистина лошо и во текот на целиот надпревар имаа голема негатива. Првата четвртина ја загубија со убедливи 26:11, додека втората ја добија со минимални 20:19 за негатива од 14 поени на полувремето. Гостиварскиот прволигаш најлошо мина во третиот период кој го загуби со 29:13 и со негатива од неверојатни 30 поени влезе во завршницата од мечот. Во последниот период Гостивар одигра најдобро, за што говори и резултатот од 31:10. Сепак, ова не беше доволно за комплетен пресврт, туку само за чесен пораз со едноцифрена разлика. На останатите надпревари од четвртфиналето беа постигнати следниви резултати. Академија ФМП Пелисер 100:98, Работнички ТФТ 66:62 и Мазата Скопје Куманово 100:84. Во полуфиналето, кој на програмата е денес, ќе се сетнат Академија ФМП Мазата Скопје и Работнички Евроникел. Одбојкарската репрезентација на Македонија го доживеа и вториот пораз на контролните надпревари против Србија. Нашите одбојкари овој пат беа поразени со 3:1 во Велико Градиште. Македонската машка одбојкарска репрезентација го забележа и вториот пораз на контролните надпревари против Србија. Нашите одбојкари загубија со 3:1 на дуелот кој се одигра во Велико Градиште. Првиот сет им припада на домашните со убедливи 25:17, но потоа се играше израмната одбојка. Вториот сет го добија србите на разлика со 28:26, додека третиот им припада на нашите одбојкари со 25:23 за намалување на резултатот на 2:1. Четвртиот сет се покажа дека ќе биде последен на овој надпревар, а им припада на српските одбојкари со 25:23. После престојот во Србија и контролните надпревари со соодветната репрезентација на нашиот северен сосед, нашите одбојкари од утре повторно ќе бидат во Струмица, каде ќе го очекуваат првиот турнир од Европската сребрена лига. На турнирот во Струмица, кој започнува во петок, ќе играме против Кипар, Израел и Данска. Потоа ќе следува и вториот турнир во Шлагелсе, Данска, а без оглед на пласманот, одбојкарската репрезентација на Македонија ќе учествува на завршницата на најдобрите 4 екипи во ова надпреварување, кој ќе се одржи во Струмица на 5 и 6 јуни. Настапот во Европската сребрена лига ќе биде убава можност за добра подготовка на нашата репрезентација пред централниот одбојкарски настан оваа година, а тоа е настапот на Европското првенство во септември.
Почитувани гледачи, тука е крајот на саботното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.